предложен од ВМРО-ДПМН, а поддржан од повеќе парламентарни партии, конечно ставаме крај на долгогодишната пракса на неформалното вработување за прв пат по повеќе од 3 децении. Со законот овозможуваме флексибилност со цел работодавачите да може да пријават лица кои се ангажирани на периодична или сезонска работа, а работниците да ги уживаат сите законски права, вклучувајќи пензиски и здравствени придонеси. Во собранието за него одржавме јавна расправа, на кој беа прифатени забелешки од Управата за јавни приходи, Агенцијата за вработување, Министерството за економија и труд, Министерството за социјалната политика, демографија и млади, Министерството за образование, како и експерти и невладини организации. Подобрување кои што бидат вметнати преку 33 амандмани кои доаѓаат од различни партии и од различни пратеници. Брзо и едноставно, само за неколку минути. Почитувани, пратеничката група на ВМРО-ДПМН и коалицијата Твоја Македонија продолжува со своите заложби за подобрување на положбата на работниците, унапредување на деловното окружување, зголемување на јавните приходи, како и со справувањето со недостигот на работната сила. Јас верувам дека покрај таа ситуација доколку стане актуелна и се случи, владата ќе функционира сосема нормално и подобро. Ние сме подготвени во секој момент на време на избори, но таквите нема да има заедно со владата. До каде се преговорите или средбите околу изборниот законник, има ли нешто на таа тема? Дали ќе се случува во собранието нешто на таа тема пред распишувањето на локалните избори? Паралелно со тоа се водат преговори со повеќе инвеститори кои што имаат донесено одлука да инвестираат во Република Македонија своите капацитети да ги изградат во индустријската зона во Кочани. Сакам да потсетам дека владата ги покрива трошоците на оние кои што се лекуваат во странство, но ќе продолжи да ги помага и тие кои што се повредени во семејствата на починатите. Она кое што е индикативно е зошто Денко Филипчи сега во момент предлага таков закон за помош на овие луѓе, а не предлагаат таков закон за оние лица кои што го загубија животот во пожарот на Модуларната болница, оние лица кои што ги загубија своите животи во трагедиите Беласкац и Бугарија. Така да, говорот на прашање е јасен, семејствата на починатите и на повредените целосно да имаат поддршката од владата. Зошто пратениците на ВМРО-ДПМН не излегоа вчера да се сретнат или некој не излезе да ги повика родителите, роднините на оние кои што загинаа во пожарот во Кочани? Бидејќи пратениците на ВМРО-ДПМН не представуваат мнозинството, кое што па е поистоветено преку владата и одлучивме дека оној кој што може да им даде директни одговори беше министерот Тошковски и беа променени во канцеларијата на министерот.